Се наоѓаме на клиниката за хематологија, каде што во следните неколку минути ќе поразговараме со директорката на оваа клиника, професорката Ирина Пановска-Ставридис. Професор Пановска-Ставридис, во последните 2 години колку што трае пандемијата со COVID-19, дали се зголеми или се намали бројот на новодиагностицирани пациенти со лимфом? Од почетокот на пандемијата до денес, за жал, на нашата клиника бележиме намален број на новодиагностицирани пациенти со лимфоми и тоа е всушност еден глобален тренд што сериозно се одрази во нашата земја. Кога започна пандемијата, сите ние мислевме дека е тоа фаза од нашите животи и едноставно запревне со работа. Меѓутоа, за жал, ковидот не е фаза од нашите животи, туку е нашата нова реалност и ние продолживме да работиме. Меѓутоа, пациентите со лимфоми не доаѓаат и нашата клиника во континуитет, спротивно на глобалните светски трендови на растечка инциденца на лимфоми, бележиме намален број на новодиагностицирани пациенти со лимфоми. Илустративно, само сакам да ви кажам дека во светот од 2018 до 2020 последните статистички анализи укажуваат дека за 7% се зголемени бројките на пациентите со лимфоми, а во нашата земја 2021 година е уште полоша од 2020 година, кога имаме околу 20% помалку новодиагностицирани пациенти со лимфоми. Дали тоа значи дека по пандемијата со COVID-19 ќе имаме епидемија на болни од рак и кои се вашите проценки? Знаете како, тоа сега се говори многу гласно во научните кругови дека по завршувањето на пандемијата со COVID-19 се очекуваат нови пандемии. Едно од очекувањата е пандемија на малигни болести. Што значи тоа всушност? Во Соединетите Американски држави видено е дека за време на локдауните во 2020 година, во март, 2/3 од пациентите ги откажувале превентивните прегледи за малигни скрининг програмите за малигни заболувања и најчестите 7 малигни заболувања, а лимфомот е 7-то малигно заболување, некаде повеќе од половина е падната бројот на новодиагностицирани пациенти со малигни заболувања. Зошто? Не затоа што ги немало, туку затоа што пациентите не доаѓале на превентивните прегледи. Ние очекувавме дека и минатата година ќе имаме зголемен број на пациенти со лимфоми, меѓутоа лимфомот е едно заболување кое што не почнува нагло, не се манифестира веднаш. Всушност во групата на лимфоми постојат, за народот е најлесно да свати дека тоа се малигни заболувања на лимфните клетки, кои што можат да бидат агресивни или можат да бидат индолентни, односно ниско малигни. Тие индолентните немаат некоја изразена симптоматологија заради која што пациентот веднаш би бил приморан да помбара помош од лекар, него тие пополека се развиваат и прогредираат и се шират низ телото. Што всушност се работи? Кога ќе дојдат порано и кога ќе ги диагностицираме на време, можноста за излекување на тие пациенти е огромна и прогнозата дека ќе продолжат со нормален живот е известна. За разлика од тоа, како што болеста прогресира и напредува стадиумот на расширеност на лимфомот низ телото, така можноста за излекување на лимфомот е помала. Значи, тие пациенти со ниско малигни лимфоми воопшто не ни дојдоа на нашата клиника во овој период. За разлика од тоа пак, пациентите со агресивни лимфоми, кои што порано ги диагностициравме во пораните стадиуми на болеста, се појавија и тоа можеме да го видиме кога ќе направиме подетална анализа какви типови на новодиагностицирани лимфоми имаме. Ќе видиме дека спротивно на светските статистики, каде што агресивните лимфоми треба да се од 30 до 40% од новодиагностицираните лимфоми, кај нас околу 70% се со агресивни лимфоми, кои што имаат побурна симптоматологија и тие пациенти дошле. Меѓутоа, наместо да дојдат во ран стадиум, тие доаѓаат некаде во 4-ти стадиум, кога лекувањето и излекувањето е понеизвестно. Сакам да им кажам на нашите слушатели, на здравствените осигуреници, дека лимфомот е малигно заболување кое што денеска е излечиво. Во пораните стадиуми на болеста, 70% од пациентите само со примарната хемотерапија во комбинација со имунотерапија што ќе ја добијат, ќе бидат комплетно излекувани и ќе продолжат со нормален живот. Дали тоа што лимфомите не се откриваат навреме е резултат на недоволно знаење, на немање свесност за да се прават превентивни прегледи или едноставно на самата пандемија и условите во кои што се најдовме, сите се плашеа да одат по лекари?
Искрено, мислам дека е покомплексен одговорот и проблемот. Прво, лимфомите на вистина имаат неспецифична диагностика, значи не постои специфичен симптом кој што ќе укаже дека се работи за лимфом. Најчесто се работи за еден зголемен подкожен лимфен јазел кој што е безболен, кој што полека расте, може да биде пропратено со една општа симптоматологија како што е слабење, потење, покачена телесна температура и многу често самите пациенти ги игнорираат тие симптоми. Треба да земете во предвид, ова е ера на ковид. Сите други болести ги заборавивме. И за медичните лекари, и за обичниот човек, па дури и за нас, врвните експерти, еден период постоеше само едно заболување COVID-19. Меѓутоа, не е така. Медичните лекари се повеќе се ориентирани кон пациентите со COVID, уплашени и за собственото здравје, се помалку ги викаат пациентите на прегледи и им обраќаат внимание. Ќе искористам и оваа прилика да апелирам до медичните лекари да не ги забораваат симптомите на лимфомот и на време да ги упатат пациентите до нашата клиника. Во право сте дека и непознавањето на пациентите. Исто така друг проблем е и што најголем дел од ресурсите во здравството беа пренаменети за диагностика и третман на COVID-19, со тоа што пациентите со лимфоми на некој начин останаа во втор ред, и не само со лимфоми, со сите малигни заболувања. Нашата клиника беше пример, ние не запревме. На почетокот имаше мала резерва, меѓутоа после тоа свативме дека најдобар начин за заштита на пациентите со малигни заболувања хематолошки од COVID-19 е контрола на основната болест. Ние се организиравме со цел пред се да го заштитиме здравието на медицинскиот персонал и пациентите што доаѓаа кај нас, и клиниката го промени режимот на работење. Почнавме да работиме во 2 смени, за да биде растеретено, за да повеќе одржуваме социјалната дистанца и не се прави гужва, и да им бидеме по-долг период од денот на располагање на пациентите. Исто така направивме и чекор повеќе. Отворивме електронска амбуланта, со која што идејата беше да служи како начин за комуникација помеѓу нас и примарното и терцијерното здравство. Значи, еден лекар, ако матичен, дојде пациент со зголемен лимфен јазел и не знае како да понатака да го проследи тој пациент, може слободно да ни се обрати на нас лекарите преку таа електронска амбуланта, да напише за каква симптоматологија, што е евидентирал кај тој пациент, и ние понатаму да го водиме низ диагностичката постапка. Дали има основа да дојде кај нас, дали треба во друг сегмент од секундарното здравство да го упати. Правевме и бројни едукации, како со матичните лекари, така и со специјалистите интернисти, се со цел на време да се упатат пациентите со лимфоми на нашата клиника. Имено, во изминатиот период, на нашата клиника беше обезбедена најсовремената терапија. Значи, европскиот и светскиот стандард е достапен кај нас. И во такви услови на вистина е греота пациентите кои што имаат мака да седат дома и да не бидат адекватно упатени. И да, во право сте, очекуваме дека ќе има пандемија на малигни заболувања. Проблемот е во кој стадиум ќе стигнат, во која состојба ќе стигнат. Искрено, мислам дека многу од пациентите кои што екзитираа со COVID-19 всушност екзитираа заради недиагностицирани основни заболувања, дали лимфом, дали малигно, дали кардиоваскуларно, дали диабет. Пациентите едноставно престанаа да одат на лекар во нашата земја. Дали препорачувате вакцинирање на вашите пациенти и зошто сметате дека стапката на имунизација во нашата земја е толку ниска? Мене ми е многу жал што ние се соочуваме со толку ниска ставка на вакцинираност. Меѓутоа, тоа е слика на нашиот менталитет. Нашиот народ генерално мисли дека е експерт за се и дека треба да има сопствено мислење за се. И за тоа што е компетентен, и за тоа што не е компетентен, можеби е недоверба во здравствениот систем, меѓутоа не прифаќам некој да има право на избор кога со своето право на избор ги загрозува останатите. А не вакцинирањето, всушност еве, сите ние говориме за варијанти. Варијантите се всушност резултат, се развиваат во средини каде што има голем процент на невакцинирана популација. Омикронот се разви во Јужна Афричката република, каде што имаме и доста невакцинирани и доста со ХИВ позитивни пациенти кои што се имунокомпромитирани. И кај тие луѓе вирусот наоѓа погодна почва за да се развива и да се мутира. Исто така беше и со делтата која што потегна од Индија.
апсолутно мојата препорака е дека треба сите да се вакцинираме. Што се однесува до нашите пациенти, јас сум многу горда што заедно со Министерството за здравство на почетокот на самата вакцинација ние успеавме сите пациенти кои што биле подложени на трансплантација на матични хематопоетски клетки, како и нивните фамилии, да ги вакцинираме со цел да ги заштитиме тие пациенти. Исто така, за пациентите со малигни хематолошки заболувања нема ограничување кога говориме за вакцинација. Единствено пациентите со лимфоми, кои што примаат моноклонално CD20 антитело, кое што ги уништува и здравите Б клетки, им велиме дека треба да помине известен временски период до вакцинацијата. Сепак, одлуката за вакцинација на пациент со малигно хематолошко заболување представува индивидуална во договор помеѓу пациентот и ординирачкиот хематолог. Професор Пановска-Ставридис, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам за поканата и еве ќе искористам уште еднаш оваа можност да апелирам до народот да не трпи дома, доколку има мака, доколку има сомневање за хематолошко заболување, па дури ако не може да дојде до своите матични лекари, слободно да дојде на нашата клиника, ние не ги враќаме пациентите.